ова епизода ќе гледате Марето и Васичо стигнуваат во Австралија. Конечно ќе стигнат до куќата и ќе се видат кај си бе, брачкове. То поздравување мора да биде стегнато од двете страни. Вие не разбирате овие странците, ма. Не знаат што значи си Балкан. По странство се поздравуваат. Кај си шо правиш, како си некој онакво ќе направат, ќе измислат. Нема бате тука измислување. Тука се поздравуваш, двајцата стегнати, колку шо оди, колку шо не оди силата. Так вака. Кога се спојат рацете, не знаеш кој е посилен. То мора така да биде. Таа е таа сила неброена балканска бе. И Стрико Стивен ти пречека, кај сте бе, деца наши бе, од која се неаме видено. Некоја година е во Македонија, нема врска. Ајде и вие да ни дојдите Австралија, не само ние да идаме. Како што ќе пречекаш ти тука, така и те таму ќе те пречека. Со јадење, со пиење, со шетање, со сите марифети. И прво што се пресе седнува наскара во дворот. Седи ти се моло. Арнова, ќе дојдат австралијанците во Македонија, месото е убајна тука, пошто е претежно чисто. Знаат како луѓето го направат меленото, амур прилепски, мукла таму амур прилепски нема бе. Шмеко го нема, месото е многу поинак, многу тешко се купува чисто месо. Сам не дека нема, е многу поскапо, нормално. Ако не гиш да платиш поскапо, ќе купиш некоја пластика. Правиш скара дома, ма не мириса скарата на скара како што треба. А во меѓувреме одма се сечи салатата, ракичето, небитно колку е сато. Кога ќе дојдат гости од Македонија, сато не се гледа за пиење. И тука нормално одма мора да се дај некој поклон дојсен од Македонија, под предпоставка да му го немат земено овие на царина. И кога дојдат луѓето од Австралија, носат некои модерни работи од таму. Магнетчиња ти реков ми рече, некои пијалаци, некои бомбонјери австралиски, некој чоколада, нешто. Нашите од тука што раки. Мора ракија да се однесе. Таму може прави некој, може не знам. Ма не е како наша. Ајвар ако не однесиш, не си човек, немаш оден од Австралија. Што има врска кој правен септември, тој си трај, јас имам јадено ајвар после 2 години од кој е направен и супер веш. Ако фати нешто од озгорено лајче ќе го мани што горното, доста супер си е тој. Седи што збор. Какви нутритивни вредности има, не кажуваме и не прашваме, пошто е вкус. И носеле меса, сирење, такви работи, ама ќе му се расипат попа. Зато следното е сладко. Таму не ти нема сладко, а купиш има, ама не е како нашето правено дома 200 милиони кила шекер внатре. Убајна. Пак ќе речам за нутритивните вредности не се разговара тук. Не сме ни од овие новите генерации нешто макро, микро, не знам ти јас шо. Кај нас со микро не се работи, само со максимум со нешто големо се работи. Сено си друго, цигари се носат. Знаеш колку се цигарите Австралија, ама изгор жив. Однесиш една штека, луѓето нека се радват. Абе седиш што збор. После некој бомбонјерче ќе купиш тука поевтино, не е битно, не знаат таму какви се. Да не е австралиско, шоколадце, некој такви работи. И не носиш кузај колку ти навикнат си тие да идат тие да ти носат, ме сваѓа. За тие кои идат тука, обично и по некој доларче остават. Не знам дали нашите кои одат таму остават по некој доларче, тоа ќе ми кажите во коментари, тука не ви се мешам. Ама чисто информативно да кажи. Може да поодат па чекат да му дат некој доларче, не може да знае. И се опеква месото, тука се думате да јадите и Васичо одма има приговор. Шуе убави како пластика, ова не месо бе море, пластика јадите ви. Оре месо да се не шуе ова. Ова салатата зелка е ова бе. Дали е зелка ова не ова за расол не ја клавам. Што расолница ќе излези ова, ниш горчи гарам. Не знам како живеете, пекол, жешко јадењето, пластики, целото. Катастрофа. Кај од Австралија го земат тамо, прошетат, кажва приказни, не мучи ни. А па од кога ќе се врати тука го почне да кажва, оре убајни море јадење, пиење, абе да ти е мерак да јаш да пие. Е тоа е најмакедонски муа. Таму уиш се жалиш, ништо не ти чини, тука идиш се фалиш, абе. Мислиш тоа е готово, нема другите видено јадење, пиење, ти седе му кажи. Ама нејси. Битно првиот ден како и да е ќе се помини намаз. Ќе се ај ќе се пие дури оди работата, после ги си легнат сите оти джетлекс. И од другиот ден почнува шетање. Прво кај се шета, сите други што ги знаеш во близина, еден по еден, секој ден кај некој друг се оди. Не упреш трошок на домакини. А сигурно имаш роднини, пријатели, познаници, не знам ова, не пак ќе сретиш некој, па ајди таму ќе те покана. Битто секој ден ти негде на јадење на пиење да си однес. Пак ќе те однесат во црквата македонска, да запознаеш поќе наши таму да видиш. Пак го носиш син, керка, шо знаеш. Нашите изгорени се со некој наш да ги мажат да и женат децата. Оти шо се има по свето, ау, не дај Боже нешто друго дома се дојде. Оти ние сите сме цвекиња за мирисање, бе, какви луѓе, тоа е чудо некој. Горе луѓето се луѓе. Или е човек или е не човек, нема тука трет. Нема ша кај може да му објасни. Повозрасен македонец, дали е тука во Македонија или надвор од Македонија. Овено пак е надвор.
Нема шансава да не постои човек друг освен балканските земји. Се друго не чи. Пак ќе те однесат на убај места да видиш, да прошеташ, да се сликаш. Пак ако си во Сиднеј ќе те однесат кај она оперската куќа што е како пајнци наредени на дишвошата. Пак ќе те сликат таму со неа за кој се вратиш да се фалиш, кај сум бил. Пулиш овде? Пак ќе видиш народ од цел свет насмеа. Пак ќе кажеш кој се вратиш, море, шубав народ, светол народ. Така некако убај светли луѓе. То вистина има многу плави луѓе со плави очи, така светли, ама не е само тоа. Народот таму општо е понасмеан од кај. Само ние ми се чини овде на Балкана и можда некои други земји. Тек тук, кој ојме намќор вакви. Лемек сега ако се опуштиш малце, ако се не дај Боже се насмеа, готово се сронаби се. Сите нешто тука мафијаши се со некој ставој таму се замарат луѓето, лабави се насмеан, ќе си оди никому ништо. И затоа кога ќе ги видиш сикаш море шубав народ светол вака. Не само светол ради бојата или ради косата, туку светол е затоа што е насмеан народ. А насмеан е затоа што нема потреба се замара ни со политика, ни дали патиштата чинат, ни ништо не мора да се замарат. Само ние овде се замараме со 300 глупости, пошто ништо не чини. Таму претежно функционират работите, па не му е толку многу гај. Сам дека немат грижа, имат многу помалку. Тие пример треба да се грижат да не ги ај некој ајкула или некој крокодил или пајак да не каква работа. Там дека не ви шетат по дома се шала. Чудна работа, мајка, да сегде што ги однесат само македонци. Абре сад не наш. Тек тук по некој србин, битно си збораш македонски, се разбираш со луѓе. Кажеш море го не има. Јас можам да дојдам тука, живеам со сите, се знам. И да ти кажам право можеш, само што тие се постарите генерации, помладите некои зборат македонски, некои не, ама се помалце зборат. Како идат новите генерации се помалку. А повозрастните пошто ко дошле не знаеле толку јазик, морало се дружат едни со други. И како растел број на македонци се полесно му било, пошто сега веќе сите го зборат истиот јазик. Тоа те ќе те пречекат, ќе ти испрошетат сегде. Најаден, напие. Секој ден ќе имаш со кој да се дружиш, со кој по некоја бира да направи. Пак ќе ти раскажуват приказ. Едниот работел градежништво, ама случајно нешто паднал, се повредил, па се пензија зема инвалид. Другиот работел нешто исто градежништво, ама на повисоко малци. Тој повисоко паднал. Аре не вака, ништо нема, ама тој зема пензија инвалид. Третиот ногата е удрил негде. Пензија инвалид. Четвртиот не знам што направил, нешто се десило таму, држ не да ти реков ми рече пензија инвалид. И ти почнуваш да сваѓаш, свигаш, овие како да идат намерно овде за да паднат за да земат пензија инвалидска. Не знам што е ова работа, така ми делува. И да ти кажам право, така и австралијанците си имат, властите си имат така речено. Овие некако дојдат нешто многу паѓа, или ми се сматоци како народ некако, не ги бива нешто многу се сопкат се така, не смас. Или едноставно сакат пензијата си ја земат да не работат. Да лапнат оштетата и рајат глав. И зато денешно време не е баш така лесно да направиш некоја таква ујдурма за да земиш пари. Пошто со свестија луѓе. Јас не викам дека сите одат таму за да направат глупости, познавам луѓе што цел век работат и уште работат и се е супер. Си направиле се што можеле да си направат и супер си живеат. Там да речем често го имам слушано муабет. Бога ми има и такви што пробале па не му успеало, па се фатен и мора на работа да дадат, ама добро, секој со среќа. Битно ти ќе имаш приказни за раскажување, бе бате колку сак. Пак ќе те однесат во македонските клубови. Пак ќе ти дојде некој пејач македонски, го немаш 100 години видено, ма таму е редовен. Ќе ти запе, ќе ти ги земи пари на табак. Пак ќе те однесат во други клубови, па таму други некои сумливи женски особи евентуално ќе ти ги земат пари на табак. Ама не се секирај, стрикот и те држиш да не се секираш, ќе ти дај тој. Битно ти ставо македонски ќе си го имаш цело време дур си таму. Од една страна се гледаш како да немаш ништо видено, оре шубо. Од друга страна ништо не ти чи. Која е таа Австралија да може да ти се погоди тебе нешто? Ти си македонец, ма ништо не ти се годи. Кај дојш ништо не ти се годи. Тоа е крај на муабето, така треба биде. Дали ќе види жалбата од Жешко? Дали ќе види од многу пат шо е ова работа? Дали ќе види од нешто било нешто ќе се најди за се жали цело време, не е проблем. Ама само дуре таму. Кој се врати од таму? Како си побине? Убајнава. Уба авион еден убав. Јадење, пијање натре. Луѓе дидат да те служат. Се што треба. Море видовме Тајланд, Бали, таму Малезија, успат одморивме таму, преспавме се, капевме. Нема врска муабето, ама ти си додеш мал. Можеш ти така да раскажеш приказната, треба да речиш один шетан си ти. Ако таму само аеродромо го види. Нема врска бате, ти беше на тие плажите што се ке. Што е плажите што се со куќарина? Таму беше. Од тука пан авион, пак све багатела. Јадено, пиено, платенова. Увелам колку треба, ти велат не треба, бате, уживај за тебе. Ти си човек. Па стигнавме таму, коне пречек. Порекоа пари ви давам. Јадење, пиење, шетање. Абе, нешто не ми зеда пари, со ќар се врат. Море убај луѓе, едно месо вкусно што сме јали. Па бе, ти не знаеш, море, не знајте ви овде шо е ова катастрофа, за ова салатата не би се боцну. Аму да виш салата е на зелка, шо имаше камен, море, еј, убајна. Ти сега си кажеш обратно од тоа како што ти било во моментот. За слушателите на кои му го кажуваш то успивце, кафе или шо и
дај да речат море шозбо. Чосто решетан, свето го видела да мити. Тоа е најбитното во живот. Луѓето да мислат дека шетан, богат, дека има, дека си погоре од нив. Ако е тоа погоре, подолу, не разбрав во животот. Зошто луѓето се замарат со такви глупости? Исто така не разбрав, ама е на крајот на денот. Кој ме праша така? И мање више тоа е одењето Австралија на наши. И се нормално имам љуфнато нешто, ама зато се коментарите ќе кажите што имаме љуфнато, што немаме љуфнато. Па наредна епизода, ако треба и ќе му се привратиме и тие работи ќе кажи. Можи? Е така. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.